Weekend of Conquering Lions со тетовската публика заедно прославија 10 годишен јубилеј од нивното постоење. Во април 2007 започна нивната успешна приказна во која се вбројуваат 4 студиски албуми и стотици настапи на домашната и меѓународната сцена. Експлозија од Conquering Lion, од позитивна енергија пред све. Тоа е тоа реге музикава, се обединивме свите до еден, ја мислим овде што беа у куќа, да кажем, вечерва и моем слободно да кажем дека одамна не се десило нешто ваке у Тетово, да се дигнемо онака свите заедно како едно. Многу супер, многу пријатна енергија. Претежно, значи, се свиреше од новиот албум ствари, ама нормално не ги изоставивме старите ствари од прв до трет албум, така да мислим дека луѓето имаат доволно да чуја за секој уше по нешто. Со минимален маркетинг некако имаше многу заинтересираност меѓу луѓето, онака сите збореа за тоа две неделји претходно, онака идеш низ град, ајде чекамо, едвај. Така да мислим дека имаше огромна заинтересираност, а со оглед на тоа дека немамо свирено од лани овдека, мислим дека и тоа беше еден, да кажем, Джокер плюс. Како луѓе у бендов, увек имало договор кој Тетово не смее да се изостави. Значи Тетово увек мора да се има респект. Сега до сега сме свирели мало клубче, големо клубче, ваква клубче, таква клубче. До сега ни беше интересно што самава сала нели важи за сала кај што можеш да извадиш добар звук и ни беше онака предизвик, ајде да го направиме тоа домот на култура, зашто да не. Во однос на тоа колку се слуша реге музиката на нашите простори, од бендот се задоволни. Велат дека полека но сигурно се шири пораката за мир и љубов. Па значи ако не пробаш и ако не го направиш, нели не може да дојде до нечи, уште не може да дозна луѓе дека правиме нешто. Верувам у тоа дека порукава што ја носи реге музиката ќе е толку моќна што ќе стигне до свите евентуално на крајот нормално, затоа уствари пред све го правиме ова од ентузијазам наш личен и од лична, да кажем, сатисфакција за тоа што се пуни срцето кога ќе видиш ваке некако нели многу луѓе на едно место собрани за твојата музика и пеа песните, онака значи делиме иста идеја. Што значи дека регево не, значи може да се каже дека не е комерцијална музика на македонските простори, ама сигурно за краток период ќе стане една од по такви, да кажем, значајни правци и како правец и како музика. Што ние што го наследиле на некој овде од градов, пошто Тетово важи како нели центар за култура без разлика дали се сликари, фотографи, музичари, одувек сме имале нешто и треба некој да го продолжи тоа за да имаме уште нешто. По роденденскиот концерт во Тетово следува турнеја за промовирање на новиот албум, а најавуваат и настапи на различни фестивали во регионов.